Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео на Малиот принц за разбуденото семејство на тема надминување на драмата околу разводот. Понекогаш родителските парови се наоѓаат на крстопат во нивната врска, чувствувајќи дека немаат друга алтернатива освен да одат секој по својот пат, иако секогаш вторката Шефали се залагала максимално паровите да се трудат да можат да ги решат своите проблеми, сепак ова секогаш не било најдобриот и не било најефикасниот и најизводливиот пат. Понекогаш поздраво за целото семејство било паровите едноставно да се разделат. Меѓутоа, важно е да се знае дека некои договори кај родителите, значи меѓу паровите во семејството, доаѓаат со датум на истекување, кога нивната цел во нивниот живот повеќе не е во насока на да биде добра, не е во насока да биде со некоја намера, туку таа се претвора во една горчлива негативност и деструктивност. И во ваквите моменти мудри се оние кои што ја разбираат моќта за отпуштање и да можат да продолжат понатаму без горчина и без жалење. Кога ова е случај, првиот чекор кон престанување на врската со свесност подразбира секоја страна да може да ја прифати својата улога и одговорност во дотогашните настани кои што се одиграле, иако во почетокот е примамливо паровите да сакаат еден со друг да се обвинуваат, меѓутоа таквиот импулс раѓа еден голем презир, доведува до очај и уште повеќе го разделува семејството и воведува еден огромен немир помеѓу нив. И наместо тоа, значи, ако секоја страна прифати дека работите не функционираат, потребно е да се помират дека иако некои врски завршуваат, сепак тоа не значи дека целото нивно партнерство било неуспешно, затоа што кога ја додаваме придавката за неуспех на бракот, всушност тогаш голем број на родители не успеваат да ги ценат сите времиња кога всушност навистина тој бил успешен и многу добро функционирал. Значи, наместо разделбата да се гледа само како на една негативност, да се гледа како на една нормална и наболна транзиција низ која што мора да поминат паровите во рамките на семејството. И како што, значи, природата е непостојана, така се непостојани и врските, така се непостојани и пријателствата, така се непостојани и браковите. Значи, наместо да се држиме цврсто за она кое што навистина не функционира, многу попаметно е да се прифати кога работите завршуваат и да се научи да се ослободи, значи, да се ослободиме со благодет, со простување и со благодарност за сето она што дотогаш било. Разбудените родители кои што се разделуваат можат да ги остават настрана разликите со цел, значи, заради повисокото добро на своите деца, што значи тоа? Тоа значи дека родителите мора да разговараат со своите деца за нивните чувства, мора родителите да им дозволат да го изразат целиот опсег на нивните реакции за разделбата која што се случува меѓу нив. И ова е навистина многу важно, доколку сакаме да можеме да ги внесиме децата во едно здраво прилагодување во новата состојба која што се случува со самата разделба. Значи, по правило, исто така и може и семејството да оди на една семејна терапија со кој што ќе им се покаже на децата дека иако постојат изобилство на разлики помеѓу луѓето, не значи дека желбата да се остане поврзан, дека љубовта помеѓу децата и родителите целосно ќе исчезне и ќе згасне. Значи, една од најчестите нуспојави од разводот е чувството на вина кој што се јавува кај родителите и незадоволството кое што се јавува кај децата заради конфузијата на ново настанатата животна состојба кај детето. И двете страни, значи, во почетокот тие реагираат со повеќе дисфункција, со повеќе превирања кои што се повеќе од потребни. И циклусот вообичаено започнува со самото дете. Зошто? Затоа што тоа се чувствува збунето, изгубено се чувствува во новонастанатата состојба животна и знае често пати да
каже, на пример, го мразам ова што се случува, ме мразам сите, сакам да си одам, не сакам повеќе да живеам со вас, сакам да одам кај баба и дедо. И така натаму, или пак можат и децата да се однесуваат уште на поагресивни начини, како на пример да не одат на училиште, да лажат, да одат во сомнителни групи, да се дружат со деца кои што имаат несоодветни однесувања, едноставно да не се враќаат дома на време и така натаму. Значи, сите овие емоции кои што се јавуваат кај децата како резултат на тоа однесување, се последица од траумата од развојот. Значи, освен ова, ако значи, ние како родители не успееме целосно да ги обработиме, да ги спознаеме чувствата на детето, однесувањето на детето ќе ескалира, и кога детето се однесува вака или на сличен начин, има тенденција тоа да го предизвикува родителот, кој што веќе се чувствува длабоко виновен затоа што смета и самиот дека ја предизвикала оваа траума кај своето дете, и тоа нешто може родителот да го прекомпензира во смисла и на начин на кој што може родителот да не го почитува детето или пак да го негира лошото однесување на своето дете. Значи, се разбира дека овој недостаток на поставување на граници, овој недостаток на задржување на чувствата кај децата дозволува уште повеќе децата да излезат од контрола. И пред да се свесни, целото семејство може наеднаш да влезе во еден емотивен хаос, а сето тоа ќе резултира со скршено срце за сите членови во семејството. Затоа неминовно е родителите сериозно да ја сватат оваа традиција, за да може да се даде една поддршка за сите членови во семејството. Значи, затоа што многу е наивно да се верува дека сите членови во семејството ќе можат на некој начин да се справат со новонастанатата состојба, без оглед на тоа што на крајот таа разделба меѓу паровите ќе може да биде лековита за целото семејство, но првично и многу важно е да се има во предвид дека сепак ова представува една огромна траума за детето и која што ќе го одбележи, ќе го обликува нивниот поглед на свет, кој што понатаму, значи, тие со годините кои што доаѓаат ќе го развиваат. И доколку ова, значи, родителите во почетокот тие не го препознаат, значи многу брзо не го препознаат и значи мора да викнат професионалец или да отидат на професионалец за да може да го води семејството низ едно такво бурно време. И кога родителите се свесни значи за потребите на своите деца испред своите потреби, тие одвојуваат време и простор за да можат да се вградат во механизмите за справување кои што им се потребни на нивните деца со цел да им помогнат за да можат тие да чекорат низ различните фази на таа транзиција. Значи, наместо родителите да се втунат во една студена војна со децата, секој од нив посебно, значи тие сушност на некој начин успеваат со тоа да ги олеснат самото прифаќање на новонастанатата ситуација низ сите фази на таа транзиција. И при тоа, значи, цело време родителите одржуваат едни учтиви односи меѓу сите членови во семејството. Со моделирање на нереактивноста, родителите им покажуваат на своите деца дека, иако сите бракови не траат вечно, нивното семејство сигурно дека ќе ја издржи таа транзиција и дека покрај се и после тоа тие ќе останат цврсто втемелени во како единица низ времето. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.